Речи си да нема случаи на меѓуврсничко насилство, кои се работат во судовите и обвинителството. Училиштата знаат да го препознаат, но главно случаите остануваат во кругот на училиштата. Во обвинителството и судовите, поради тоа, последните години одвој да се регистрирани неколку случаи на ниво на државата. Македонското законодавство познава кривична одговорност на деца над 16 години. Децата до 14 години се предмет на работа на центрите за социјални работи. Тие меѓу 14 и 16 години можат да завршат во обвинителство, но се зависи од предметот. Тие над 16 години може да завршат и во институција за малолетници. Деканката на правниот факултет во Штип, Олга Кошевалиска, чија специјалност е детското престапништво, вели дека така е според закон, додека во пракса не е познато дека има процесуирано случај на дете кое било насилно кон врсник. Училиштата од друга страна, со законските измени, имаат ограничен сет на мерки. Укорот е најтешката мерка што можат да ја изречат. Ако не можат сами да го решат проблемот, тогаш Центарот за социјални работи. Центарот за социјални работи секогаш е надлежен кога станува збор за деца, затоа што видите може на пример и школото да направило се што може да направи известувајќи ги родителите на детето, и има случаи кога родителите не прифаќаат дека нивното дете погрешило или постапило неправилно според нивните убедувања. Затоа Центар за социјални работи може да ги советува родителите како да го вршат своето родителско право. Не секој родител се раѓа со толков капацитет да може да свати кога неговото дете сгрешило. Порано родителите секогаш одеа од тоа дека нивното дете погрешило и го решава и уште во домот самиот случај. Сега родителите некако поинаку постапуваат. Нивното дете никогаш не е криво. Школото е најчесто криво. Врсниците се најчесто криви. Секогаш е некој друг крив. Тоа е веќе и до стилот на воспитување и стилот на родителство, нели? Индикативно е однесувањето на родителите. Во случаи кога нивното дете е насилно во училиштето, тие одбиваат тоа да го прифатат. Честа е праксата кавгата на помалите да стане насилство меѓу возрастните. Дури има и случаи кога родител претепал наставник или дете кое влегло во конфликт со неговото дете. Поради тоа е воведено дело насилство врз дете. Казната затвор е од 3 месеци до 3 години. Секојдневно ви гледаме дека има различни форми, нови форми на насилство, некои кои што допрва ги препознаваме, нели? Најчесто сега е емоционалното или пак социјалното насилство, кое што, знаете зашто велам најчесто, многу тие се како камелеон, многу тешко се препознаваат, меѓутоа и многу тешко се регистрираат, а многу ретко и се пријавуваат. Исклучувањето на детето од сите групи или од некои групи каде што му се врсниците. Не само исклучувањето на групите од преку месенџер, преку платформите на кои што тие се дружат, туку и општо социјално исклучување, избегнување на детето, исмевање на детето за изглед, за некоја попреченоста која има или за некои сваќања кои што ги има, посебно децата кои што имаат, нели, да речеме, флуидна сексуалност и слично, многу често знаат да бидат предмет на нова емоционално или пак социјално насилство. Двете ги ставам заедно, бидејќи заедно одат некако. Социјалното е исклучување, емоционалното е веќе кога и чувствата на детето, нели, следствено на социјалното исклучување, следи емоционалната повреда на детето. Тоа е многу опасно затоа што може да роди многу фрустрација кај детето жртва, кои што може да бидат решени на различен начин. Може преку издувен вентил спорт, но може и преку издувен вентил кога фрустрацијата ќе експлодира и тогаш сите ќе сватат каде е погрешено. Се менуваат и перцепциите за врсничко насилство, кое сега е слоевито од емотивно до физичко насилство. Особено внимателен приод е потребно кон сексуалното вознемирување. Тука училиштата имаат сенс, иако често случаите како симнување шорц на часовите по физичко различно се толкуваат. Кај сексуалното вознемирување секоја школа се води од нулта толеранција. Значи таму не смее да има никаква толеранција. Ако има случај на пријавување, нулта толеранција важи за сексуалното вознемирување. Нема попуштање позади ова. Меѓутоа, ако станува збор за нешто најемно како смркнување на шорцот во салата за физичко, може да биде најемно, пак треба да се разгледат, таму се секогаш наставниците, треба да знаат, да видат, да препознаат и да реагираат соодветно, меѓутоа да реагираат исто во секој случај. За едно дете знаат да реагираат
бурно, ако родителите тука се побунат, за друго дете знаат и сами да ја решат работата, водејќи со тоа дека родителите не реагирале, па еве ќе го решиме тоа ние сами во школото. Секогаш треба реакцијата да е иста, идентична за истите видови на поведенија. Го кажав како наивно, нели, сликувањето на шорцот, затоа што може да биде нешто што ќе го реши наставникот на самиот час, ќе ги натера другото дете да се извини, не мора да значи дека мора да го понижи пред целиот клас, меѓутоа ќе направи нешто за да се чувствува виновно и да се чувствува дека погрешило. Од друга страна, отсуството на реакција може да доведе повторно да се случува ова поведение, а бурната реакција, ако тука се вмешат родители се, ако станува збор пак, ќе речам за наивно, може да направи уште поголема штета. И бурните реакции не се реакции кои што треба, затоа што родителите се водат од интересот само на нивното дете, а школото се води од интересот на сите деца. Нетипично насилство меѓу младите се предизвиците кои произлегува со употребата на новите технологии. Онлайн игрите, апликациите со предизвици, предизвикаа случаи на самоповредување, убиства, па дури и смртни случаи, зад кои стојат творци со патолошко однесување. Игрите Слендерина, Синиот кит, во поново време задушувањето, самоповредување, присутни се и меѓу нашите млади. Има нешто меѓу нив што ги бодри да го прават тоа. Игрите кои што во себе вклучуваат закана за детето, меѓутоа и за неговото семејство, Слендерина. Уште постојат такви, значи, игри со Слендерина, кои што им кажуваат на децата се самоповредат за да не биде убиена нивната мајка, нивната сестра, брат или слично. Игрите со Момо, значи и тоа беа предизвици со Момо, апликација која што ќе ти звони на телефонот, ако ти звони веќе ти ако не го направиш предизвикот, некој од твоето семејство ќе умре. И слични работи кои што само деца може да ги поверуваат, меѓутоа се доста страшни за препастувачки. И за жал многу касно се откриваат кај родителите веќе кога ќе настанат посериозни последици по здравјето на детето. Ноќното мокрење е првиот симптом, меѓутоа кога ќе дојдат другите симптоми веќе е многу касно. Секогаш мора да се има увид во содржината на игрите или на она кое што го гледаат децата на интернет, барем додека се мали, додека не знаат да проценат што е вистина, што е лаг. Прашањето е што може да се направи. Како да постапат училиштата, а како останатите институции? Имаме ли соодветна законска регулатива? Инкриминациите во кривичниот закон се кристално јасни. Значи, протоколите во школите, оние упатства кои што им се дадени на школите, како да ги изработат своите протоколи, се е кристално јасно и многу добро направено и срочено. Проблемот е имплементацијата. Не се сериозно сваќа секаде како треба да се запознаат децата со содржините на овие протоколи. Некаде само ќе им се пушти презентацијата и со тоа е исполнет, нели, законскиот услов дека треба да бидат запознаени со содржината. Треба многу по-проактивно од страна на школите да се сватат овие однесувања. Например, во руралните средини школите воопшто не го земаат во предвид ова. Го имаат протоколот, меѓутоа не го земаат во предвид да речеме промовирањето на самиот протокол. Тоа не значи дека само во урбаните средини имаме насилство врз деца. Секаде имаме. Значи многу поинтензивно треба да се работи на децата да се запознаат што се значи насилство врз дете. Случајот со детето Коста во Белград не ги отвори очите, но дали ни се доволно отворени?